Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. По патот до палатата на царот се слушал топотот на конските копита. Врнело како од кофа. Кочијата не ни сопрела, а царот Ахав скокнал од неа и исчезнал во палатата. Језавела! Не можеш да предпоставиш што се случи денеска. Оган падна од небото. Сите видоа дека богот на Илија е вистински бог. Ваал не можеше да помогне и сите негови свештеници се мртви. Царицата го слушнала секој збор. Дали оваа вест или барем дождот ќе ја убедат дека Господ е Бог? Не. Таа била многу гневна и не сакала да го слуша ова. Ке го убијам Илија. Кога Илија слушнал дека царицата сака да го убие, тој избегал. Трчал побрзо отколку што трчал во целиот свој живот. Трчал речиси 200 километри, но и покрај тоа не се чувствувал безбеден. Затоа продолжил да трча на југ. Неговиот страв го одвел во пустината. Што правиш ти кога си исплашен? Бог бил и таму. Илија секогаш дозволувал Бог да го води, но овој пат дозволил да го води неговиот страв. Кога веќе не можел да направи уште еден чекор, седнал под една грмушка и се помолил. Господе, не можам повеќе. Дозволи ми да умрам. Бог бил таму, но тој не одговорил на оваа молитва со да. Бог го оставил Илија да заспие, а потоа испратил ангел да го разбуди. Илија, стани, јади и пи. Илија ги отворил очите и погледнал наоколу. Забележал стомна со вода и печен леб веднаш до него. Имал одличен вкус. Илија повторно заспал и тоа се случило уште еднаш. Бог бил таму. Божиот гласник ја препознал таа вистина кога ја видел љубовта со која Бог се грижел за него. Овде, среде пустина. Тогаш тој повторно можел да го слушне Божиот глас и со нова задача се вратил назад. Бог е тука. Ти исто така не треба да се плашиш. Сакам да те охрабрам со стих од Библијата. Господ е моја светлина и моje спасение. Од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот. Од кого ќе стравувам? До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!